Македонците возат најстари возила во Европа, покажуваат последните истражувања на Евростат. Според нив, бројот на автомобили постари од 10 години кај нас постојано расте. Така, во 2008 година во вкупниот број на возила тие учествувале со 67,2%. Во 2014 тој процент се искачил на 77,9%, а годинава дури 80,5% од возилата се со старост поголема од 10 години. Ова значи и повеќе и многу поштетни издувни гасови кои директно влијаат врз здравјето на сите нас. Колку за споредба, автомобил Юго емитува 172 грама CO2 на километар, Volkswagen Golf GTE 35 грама, додека така наречените хибридни автомобили воопшто не емитуваат јаглерод двооксид. Колку е точното влијание на издувните гасови ќе се знае по поставувањето на мерните станици за воздух. Да пробаме реално, значи, да ги прикажеме моменталните на база на пресметки, значи као еден вид предвидување, предикција, да на база на пресметки да покажеме какво влијание ќе има воздухот у дадениот момент, квалитетот на воздухот у дадениот момент, а и у исто време ќе ги презентираме тие бројки кои што се референтни согласно законските прописи. Мерењата во Скопје покажаа поразителни резултати, а енормното загадување на воздухот директно го поврзаа со сообраќајот и загревањата на домакинствата. Токму и поради ова, Фондот за иновации и технолошки развој нуди 6 милиони денари за мали и средни предпријатија кои ќе понудат решенија за намалување на загадувањето. Фокусот е во 3 тематски области. Градежништвото е едно, потоа во областа на домакинствата и грејењето и се разбира сообраќајот и транспортот. Тоа се 3 фокусни теми на кои што сме ориентирани. Доколку се успее загадувањето да се намали на дозволените 50 микрограми на метар кубен PM честички, тогаш придобивките ќе бидат големи. Првенствено намалување на 800-тините смртни случаи годишно, намалување на илјадници денови изгубена продуктивност и заштеда на 151 милион евра годишно за лекување.